Од градскиот плоштад во Куманово денеска започнаа активностите во рамките на одбележувањето на 14 април, денот на Царинската управа. На отворениот ден со Царинската управа посетителите имаа можност одблизу да се запознаат со работата на мобилните царински тимови, како и со опремата што ја користат во секојдневното функционирање. Целта на ваквите настани е да се доближи институцијата до граѓаните и да се подигна јавната свест за нејзината улога во заштитата на економијата и безбедноста на државата, велат од Царинска управа. Промоцијата започна од Куманово, а ќе продолжи и во останатите градови. Денеска ни е прв настан, стартуваме од Куманово, од сограѓаните тука од Куманово, сакаме да им ја приближиме оперативната работа на нашите царински службеници кон најмладите пред се во Куманово, они кои што се иднината на Република Македонија и они кои што треба да размислуваат допрва у која бранша ќе треба да се насочат и својата иднина да ја продолжат. Гледам дека има навистина преголема заинтересираност од нашите млади пред се сограѓани. Нашите оперативни тука на плоштадот во Куманово се нашите оперативни служби, оперативното оделение, попознато како мобилна царина. Тука сме заедно со началникот и дел од колегите кои што на лице место ќе презентираат на присутните граѓани работата секојдневна нивна од оперативна страна, со К9 кучињата, со скенерите што ги поседуваме за мали пратки и скенерот што го поседуваме за големи, значи за товарни моторни возила, а со тоа на лице место ќе им прикажеме на најмладите наши сограѓани што тоа Царинската управа, односно оперативното оделение при секторот за контрола и истраги работи секојдневно 24 часа на ден. Би сакал да напоменам дека ова што го работиме денес, го работиме од неколку аспекти. Имаме своја визија како Царинска управа и сакаме на младите луѓе да им се доближиме како Царинска управа и да го смениме мајндсетот за Царинската управа, меѓутоа и Царинската управа да проба да го смени мајндсетот кај граѓаните, кај младите луѓе, затоа што сите овие луѓе тука еден ден, ако веќе не биле, ќе бидат дел од некоја царинска постапка, бидејќи за царинска постапка се смета и самиот премин преку гранична линија, преминување на граничен премин, и затоа овие луѓе ќе треба првин најблаго кажано да знаат како да се однесуваат наспрем царинските службеници, а и царинските службеници како да се однесуваат кон самите сограѓани, кон клиентите, односно оние што се делови од царинската постапка. Секогаш зборуваме дека Царинската управа има неколку аспекти и на Република Македонија е една од клучните институции која што го полни буџетот, затоа што полнење на буџетот, а ние навистина тоа фасцинантно го правиме во последните близу 2 години, од 1.7.2024 година, имаме навистина добри резултати. Значи, кога зборуваме за полнење на буџетот, мора да сметаме на тоа дека нашите сограѓани со тоа добиваат подобри патишта, нови автопати, нови болници, нови училишта.